Здруженијето на Лајонс клубот Тиквеш стана синоним за хуманост во општината. Оваа невладина организација скоро цела година без разлика на поводот учествува, иницира и спроведува акции за помош на сите граѓани на кои им е неопходна одредена помош без разлика на хендикепот, социјалниот повод за тоа или мотивот за да се биде хуман. Тие се невладино здружение кое собира алишта, храна и други, набавува нови предмети и справи и истите ги донира таму каде што ќе бидат упатени од специјализираните организации и институции. Се оди со договор однапред познати приматели, а се води контрола помошно да стигне таму каде што е наменета. Вчера попладне тие донираа 5 апарати за звучно мерење крвен притисок на слепите лица, за Здруженијето на слепи лица, комплетно обложување со венецијарнер ролетни на сите прозорци во НВО центарот изграден кај поранешен младински дом и метална пристапна рампа која ќе ја користат лицата со инвалидитет со колички. На свечениот момент на донацијата на секретарот на Здруженијето за слепи лица Благо Јошев му беше измерен крвниот притисок и со тоа демонстрирани апаратите за мерење на крвен притисок на слепи лица, за чија донација Јошев од името на сите слепи од Кавадарци срдечно им се заблагодари. Ненад Јовановиќ, кој е координатор на овој невладин центар, исто така се заблагодари за оваа донација на Лајонс клубот Кавадарци, наведувајќи дека со ова се зголемува функционалноста на центарот и изрази надеж дека тоа ќе ги поттикне и другите лица и организации да имаат слух и потреба од вложување овде. Тоа се надева дека државата и општината ќе имаат слух за подобрување на животот на хендикепираните лица без разлика на инвалидитетот, а со оглед на вложувањата последниве години верува дека тоа и ќе се оствари. Мишо Митрев, председател на Лајонс клубот од Кавадарци, рече дека ова 2019 година нивното здружение самостојно организира многу акции од хуманитарен карактер и се гордеат со тоа. За нив се акциите за донирање на топла облека за социјално ранливи семејства во Кавадарци, Бегниште, малиот групен дом и на други места во државата, донирање на облека за згрижувачко семејство во Куманово, доставена хуманитарна помош во пакети за социјално ранливи семејства во Крива Паланка и Кавадарци и други бројни акции. Митрев, каква е денешната ваша акција? Во што се состои и направете кратка ретроспектива како ја поминавте 2018 година во поглед на ваквите хуманитарни активности? Преди се да ги поздравим присутните овдека и од здруженијата кои се присутни овде во дворот. 2018 поминавме многу сериозно, со сериозни акции, кај што помогнавме доста, кај што можевме, кај се нашите можности. До сега имаме преку 30 и неколку акции направено. Последните сега ги направивме овие неколку недели, тоа се Куманови имавме, Македонски барот имавме, во Битола имавме, Кавадарци има доста, Бегниште, Ресова, Дренова и така натаму. Тоа е нашата цел, тоа е нашата хумана. И сега тука ги обезбедеме, донираме апарати, шумни апарати, кои се посебни апарати звучни за слепите, да можат они да ги слушаат на крвен притисок. Ролетни исто да му доставиме на сите венецијани ролетни, исто така и рампата долу, каде што со приколичка не може да влегуваат, значи треба да се дига, сега со рампата ќе му биде многу полесно да може да се ги обавуваат нормално сите обврски кои што ги имаат тоа да стапа. Од друга страна, за Лајонс да кажам неколку збора. Ние сме регистрирани 2 години више, како здружение. И броиме околу 30 и 40 имаме млади кои што се извор за оваа намена. Сметам дека од прикажаните акции имаме една од појаките акции, поголема акција, а тоа е прегледот на видот на дечињата од предучилишна школска возраст. Тука има прегледано, еве јавно да се заблагодарам и на медицински центар, односно на Марија Нанева, докторката. За очни болести. Без нив тешко се реализира овие работи. Таа многу ни помогна и еве јавна благодарност, пошто работевме макотрпно може би 2 месеца и повеќе, јер бројката е доста замавна. Преку 1650 деца прегледавме,
од кои со аномалија се појавил некаде на околу 360 дечи. Голем успех, за Да, жал не е популарна. Да, ама добро. добро е што е пред време сето тоа, што дечињата се имат насоки во писмена форма од докторката, кои што треба да постапат од родителите. Тоа не само на тоа ово подрече, нели и во Росоманска општина. Има и во Росоман и Неготин. Неготин. Но ќе продолжиме и понатаму. Ни останаа уште 350 дечини кои што треба да ги допрегледаме. Исто така нова акција ми е една сега која што треба да почнеме после 15 јануари. Тоа ќе биде преглед, исто така преглед на околу 2000 дечиња на забит. Широкопец. Да, тоа ќе биде со докторката Чемерска и една многу хумана, многу добра работа. Одлична акција за здрави заби. Имаме и со децата без родители, ние сме таму, таму ни се редовни кајнев и искрено да кажам, секој кој што сака да биде хуманитарец или кој што ги посетил тие дечиња и ако поразговарал со нив, ќе види што значи хуманитар, што биде во таква состојба. Стварно треба да му помогнеш на таквите немощни кои што жално е стварно да немаш околу тебе ни еден родител, ни еден старател и така Се натаму. вашите членови какви се кавадарчени како хумани луѓе? Па ти кажам, јас ако мене ме прашаш лично, сум задоволен. Сум задоволен, луѓето даваат, носат и гардероби, други средства кои се потребни. Во животот ти дат многу тешки работи, можеш во животот да изгубиш човек и ќе ти биде многу тешко. Ако изгубиш нешто што сите ние го имаме и го очекуваме, а тоа е надежта, надежта е последна, тогаш е многу критично и многу тешко за таквите луѓе. Затоа сме ние тука, да на таквите луѓе се појавиме баш во тој момент, кога му е стварно му е најпотребно, да му подадеш рака и да му помогнеме. Јошев, како оценувате оваа донација денеска? Добар ден од моје име, од име на Сдружение на слепи лица на Кавадарци. По голема иницијатива на председателот и на секретарот на Сдруженијето се потрудивме малце да обезбедиме некои минимални помагала што се значајни за слепите луѓе, кои ќе бидат, верувам, корисни во секојдневниот живот, да му се измери притискот. Самиот член што е на Сдруженијето, што не гледа, може сами да си го мери притисокот и да си врши контрола на своето здравје. Им се заблагодарувам на луѓето од Lions клубот што ни донира минимално колку што ни донира помагала. Се надеваме во иднина дека ќе постои поголема соработка за повеќе помагала да помогнат за нашите членови и голема благодарност за нивната организација.